Цената на струјата за домаќинствата најверојатно ќе поскапи за повеќе од 20% по нова година, алармираат за Алфа енергетски експерти. Иако власта демонстрира смиреност и вела дека никој не може да гарантира што ќе се случи по 2 месеци, експертите се децидни дека раст на цената е неизбежен, зашто веќе на берза струјата заминала до плафон. За да се ублажи ценовниот шок, експертите предлагаат намалување на даноците, па така да се направи компензација која нема многу да ја почувствуваат граѓаните. Во спротивно, вела дека се ќе падне на гребот на народот, кој онака едва крпи крај со крај. Струјата е рипната многу повеќе од 20%. Значи, информациите денеска на берзата на Хупекс е 250 евра за мегават, што значи дека ако било 40-50 евра, значи старта е зголемена за 5 до 6 пати. Тоа е 500-600%. А ние предвидуваме како комора дека до нова година се очекува да биде и околу 400, може и повеќе. Ако не се најде начин како да се спасиме, тоа е веќе 10 пати поскапа електрична енергија. Експертите велат за да нема рестрикции, потребно е државата сериозно да поработи за да се надокнадат недостатоците, зашто не се знае до кога ќе не толерираат државите од енергетскиот систем, од каде црпиме големо количество на струја. Верувам дека ќе се најде начин, верувам дека за граѓаните ќе има електрична енергија, него ако не се намалат даноците на нула и ако компаниите немаат електрична енергија, нема кој плати да дава. Значи буџетот нема да се зголеми доколку компаниите не функционираат и така натаму. Сепак мора да се преземе ургентни, сериозни мерки. Капак на се е и неодговорниот однос од државата, зашто сред бел ден речиси сите улични осветлувања горат како да нема проблем. Бандерите долж булеварите на главниот град, надлежните по цели денови ги забораваат вклучени. Во меѓувреме, ако државата не ги преземе трошоците кои сега се трупаа за да се обезбедат недостатоците, можни се рестрикции поради недоволното домашно производство, велат експертите. Поскапувањето на електричната енергија после нова година според енергетичарите може да биде и повеќе од 20%. Но прашањето е како ударот да се ублажи, затоа што ако државата не преземе ништо, сиот товар ќе падне врз грбот на граѓаните. За да се ублажи енергетскиот удар од регулаторната комисија за енергетика вела дека радиаторите ќе почнат да се стоплуваат уште од 3 часот изутрина и дека ова немало да ги зголема сметките за парно. Инаку стабилизација на состојбата во енергетскиот сектор се очекува дури кон средината на следната година.